Компактниот теренец Audi Q3 пристигна во салоните на Porsche Македонија. Со новиот модел Audi влегува во еден нов сегмент создавајќи премиум SUV кој е значително покомпактен од поголемите браќа Q5 и Q7. Препознатлив е по впечатливиот дизајн и робусниот, а сепак елегантен настап. Паралелно со стартот на продажбата во Европа, Porsche Македонија го донесе во Македонија новиот член на Audi семејството Audi Q3. Се работи за компактен SUV автомобил кој што веќе гледајќи го и возејќи го сме сигурни дека ќе доминира оваа класа на возила. Инаку Q3 ќе се придружи на големото Q5 и Q7 семејство, од кое што се продадени до сега над 550.000 примероци ширум светот. Audi е лидер во премиум сегментот во Македонија и со овој модел сме сигурни дека тоа и ќе остане. Тој е компактен однадвор, но изненадувачки простран и комфорен однатре. Audi Q3 представува спортско и ефикасно трендсетерско возило кое ги користи најсовремените системи за помош, информирање и забава на возачот. Во Q3 има многу решенија преземени од највисоките класи на возила. Bose Surround систем со 14 звучници, MMI плюс систем за навигација. Може да се користи 3G за пренос на податоци, како и VLAN. Достапен е во 12 различни бои на каросеријата и во 5 различни нивоа на опрема. S-Line пакетот на опрема е дизајниран за сите оние кои сакаат понагласени спортски карактеристики на возилото. Audi Q3 се нуди со 4 дволитрени мотори. Двата бензинци се со диапазон на моќноста од 170 и 211 конски сили, а дизелите со 140 и 177 конски сили. Помоќните изведби имаат погон Quattro и автоматски S-Tronic менувач. Цената, во зависност од опременоста и моторизацијата, се движи од 31.800 до 36.900 евра. Потребно е многу повеќе од штосно име за да се направи успешен автомобил, но секако дека името помага. Со Citigo, Шкода ја започнува својата прва рута со градски автомобил. Со предната секси маска, преземена од студијата Mission L и со цена која би требало да биде околу 700 евра пониска од Volkswagen Up, Citigo не е само уште еден дериват на групацијата. Во продажба треба да пристигне во првата половина на следната година. Ке се наметне со графиката на инструмент таблата, поинаквата врата на багажникот и задното стакло во форма на квадрат. Останатото ќе биде идентично како кај Up. За така мал автомобил во внатрешноста се добива чувство на далеку поголемо возило. Кабината е изработена со големо внимание, а чувството зад управувачот и амортизацијата се на завидно ниво. Трицилиндерскиот мотор е разбирливо гласен во двете изведби од 60 и 75 конски сили. Посилниот мотор забрзува до стотка за 12,7 секунди со намалена емисија на издувни гасови која е 105 грама на километар. За Citigo, Шкода обезбеди старт-стоп и систем за рециклирање на енергијата, што овозможува намалување на јаглерод диоксидот под 100 грама на километар. Овие два система ќе се најдат на списокот на дополнителна опрема и како сериска во најопремената верзија Elegance или во посебното издание наречено Зелена линија. Почетната цена се очекува да биде околу 8.600 евра за верзијата со мотор од 60 коњи, додека онаа со 75 коњи ќе чини 500 евра повеќе. За каросерија со 5 врати ќе треба да се доплати уште 500 евра, додека за основната изведба не е предвидена клима. Врвно опремениот Citigo би чинел околу 11.000 евра. Сепак, Шкода верува дека деминутив возилото ќе има добар скор на пазарот. Затоа ќе понуди опции својствени за големите автомобили, како што е автоматски менувач, стаклен покрив кој ќе се отвора, круз контрола, навигацијски систем, грејачи на седиштата и паркинг сензори. Она што воодушевува е понудата на простор за 4 лица. Каросеријата бележи нешто повеќе од 3,5 метри должина и има меѓуоскино растојание помало од 2,5 метри. Сепак на задната клупа може да се смести човек висок 180 сантиметри. Со багажник од 251 литар, Citigo е подобар од конкурентите во класата.
Сите атрибути одат во прилог на чешкиот клон на Volkswagen Up. Останува само надолго и на широко да се дебатира за цената. Впрочем, високата цена не е слаба страна на Citigo. Таа е вообичаена појава кај сите возила од оваа класа. Шкода Citigo ја очекуваме на македонскиот пазар некаде во првата половина на следната година. Со своите атрибути, несомнено дека ќе стане еден од најомилените градски автомобили. Ние остануваме на градските теми. Со мене е господин Оливер Никушев, а поводот на нашиот разговор е такси превозот во главниот град и во Македонија. Добре дојдете во Автомагазин и да почнеме со првото и незгодно прашање. Најмногу учесници во сообраќајот ги критикуваат таксистите за нивното однесување во истиот. Кој е вашиот коментар? Можам да коментирам само за нашата компанија, за нашите возачи, нема да коментирам за конкурентските и другите такси компании. Ние имаме најдобрата такси академија во државата, така да секој такси возач пред се да почне да вози низ скопските улици мора да посети таа академија, која е од 7 до 15 дена. Значи во такси академија учи од комуникација со клиентите па до сообраќајната култура и начинот на возење и функционирање за да го постигнеме најдобриот квалитет како услуга во такси превозот. Такси возилата во Скопје се критикуваат исто како и градскиот превоз за преголемо загадување на човековата околина. Ние сме единствените со овие возила кои што ги поседуваме, имаат многу мала емисија на CO2 гасови, односно 115 CO2 на метар на километар. Европската регулатива кажува сака да ги намали емисијата на CO2 гасови под 130 CO2 кубни сантиметри на километар, така да ние имаме многу еколошки возила. Со тоа што се грижиме за зачувување на животна средина и за подобро и зелено Скопје. Интакси компанијата постои неполни 9 месеци. Почнавте, ако не се лажам, со 35 возила. Кој е денешниот скор? Денешниот скор е повеќе од 150 возила, со тоа што освен на територијата на град Скопје пробуваме и се шириме по други територии, односно во сите поголеми градови во републиката. Со зголемувањето на возниот парк, дали планирате да имате и нови вработувања? Зголемувањето на вработените право пропорционално со зголемувањето на возилата. Ние моментално имаме над 200 вработени во Скопје и над 100 вработени во Битола и во Охрид. А имаме слободни работни места за уште 600 вработени, така да секој еден што посакува да биде такси возач, што има повеќе годишна возачка дозвола со Б категорија и желба за учење, може слободно да се обрати, сигурно ќе го вработиме. Јас ви благодарам на вашиот разговор. А ние одиме понатаму со Автомагазин. Од центарот на Скопје се селиме во Англија. Таму минатата недела е отворена новата фабрика на ултра спортската компанија Мекларен. Да видиме за што станува збор. Едно од најголемите имиња во автомобилската индустрија се всели во нов производствен центар. Овој потек Мекларен го квалификува како квантен скок во производството на суперавтомобили кои тежнеат кон совршенство. Присуството на отворањето на британскиот премиер Камерун потврди дека ова е настан од големо значење не само за компанијата, туку и за целата британска јавност. Во новиот центар ќе се произведува MP12C, најновото остварување на оваа престижна марка. Долгогодишното успешно инволвирање во Формула 1 е слејано во овој супер автомобил. Според првичните планови за трансформација на куп делови и материјали во фино подесена ултраспортска машина ќе бидат потребни 10 дена. Но со усовршувањето на сите производствени и добавувачки елементи, овој рок двојно ќе се намали. Ова е ново поглавје во историјата на Мекларен. Сега развојниот центар и производството се поврзани со тунел долг 100 метри. Дизајнот на целата зграда бараше да се ископаат 180.000 кубни метри земја, а истата беше употребена да се оплемени околината на фабриката. Во внатрешноста се е подредено на високата технологија со посебен акцент на условите за работа. Рон Денис истакнува дека за него работат високо обучени луѓе и затоа внимавал да им обезбеди извонредни услови за работа.
Во тој прилог говори фактот дека најсилната бучава се произведува во одделот за оформување на металните делови на каросеријата, а таму се забележани само 67 децибели, што е далеку помалку од бучавата на улица. Производствениот центар на Мекларен зазема површина колку за 3 джамбо джети или 2496 Формула 1 болиди. Низ логистичкиот центар дневно поминуваат до 60.000 делови, а секој MP12C е составен од околу 13.000 компоненти. Се што е сместено во производствениот центар е дизајнирано да не биде повисоко од 160 см, па така од која било точка може да се види целиот производствен процес. На крајот од составувањето, секој автомобил поминува низ перење под висок притисок на тркалата и подвозието за подобро очувување на чистотата на локалните патишта. И тоа не е се. Во околината на центарот засадени се 820 нови дрвца, а дури 68 стари стебла се релоцирани пред да започне сезоната на гнездење на птиците. Дали сето ова е направено од еколошки или камуфлажни причини, тоа знае само Рон Денис лично. Магичниот колорит на есента ни излече 30 на километри надвор од Скопје. Некаде позелениково свативме дека колку е потесен патот, толку е поблизо контактот со природата. Со Renault Fluence тргнавме во екопатрола да го пронајдеме мирисот на есента, а пронајдовме цел спектар на бои и убавини. Широките градски булевари ги заменивме со тесните планински врвулици. Наместо да се докажуваме пред светот, избравме да се повлечеме во спокојството на природата. Не дека Renault Fluence не заслужува со него да се перчиме пред скопската шема во сабота напладне, туку се обидовме да го пронајдеме неговиот најсоодветен амбиент. Магичниот колорит на есента не повлече кон непознатите предели на нашата држава. Почувствувавме дека тоа е вистинската средина за верт програмата на производителот Renault. Откако го одминавме Зелениково, пред нас се отвори Road to Nowhere, како што пеат Talking Heads, или пак можеби бевме на почетокот на патот кон папокот на светот, според писанијата на Венко Андоновски. Покрај неколку десетици илјади километри изминати низ државата, се уште откриваме патишта на кои никогаш не сме биле. Екопатролата, што ја реализираме со Renault Fluence, постојано успева да ги прошири нашите видици. Императив на новото време во автомобилската индустрија е да се конструира и сериски да се произведува комплетно еколошко возило. Создавањето на моделот Fluence со еколошки мотор со ниска емисија на јаглерод диоксид е само меѓуфаза кон целосното електрифицирање на возилото. Крајната цел е креирање автомобил кој нема да произведува издувни гасови кои се штетни за природната средина. Во овој период сведоци сме на еколошките ефекти на производите на Renault подпишани со програмата Еко2. За постигнување на крајната цел и конструкција на автомобили без издувни гасови, алијансата Renault-Nissan на светско ниво веќе инвестира околу 4 милијарди евра. На програмата работи екипа од 2000 експерти во автомобилската индустрија. Предвидувањата на алијансата Renault-Nissan се дека 10% од возилата на светскиот пазар ќе бидат на електричен, односно еколошки погон до 2020 година. Во очекување на иднината, еколошките карактеристики на Renault Fluence максимално ги користиме и на македонските патишта. Заклучокот до кој стигнавме во досегашните екопатроли гласи: колку е потесен патот, толку е поблизок контактот со природата. Кон крајот на тековната година секогаш се сумираат резултатите, па така и жирито Автобест ги сумира најновите автомобили кои беа представени во изминатата година. За титулата за 2012 во потесен избор влегоа 5 автомобили. Тоа е Toyota Yaris, потоа Fiat Panda, Hyundai Elantra,
исто така Chevrolet Aveo и Ford Focus. Тука ја гледате најновата Панда, таа е скриена со геометриски шари, бидејќи кога ги правиме ние овие тестови, се уште Пандата не е представена. Односно, додека го гледате овој прилог, Пандата ќе биде представена дури за една недела. Ние се наоѓаме на Навак, полигонот кој се наоѓа во близина на Белград, изграден е неодамна и посветен е за усовршувањето на возачките техники и се разбира на безбедноста во сообраќајот. Тука во изолирани услови ќе имаме шанса да ги испробаме сите возила, а во следните неколку минути ќе видите како изгледа еден напореден тест на 5 во основа различни возила. По 11 пат членовите на AutoBest жирито ќе го прогласуваат носителот на оваа веќе престижна титула. По тој повод 15 членови кои ги представуваат своите земји се собраа на ново изградената патека во близина на Белград за да го направат напоредниот тест на 5 финалисти од поширокиот избор на нови возила промовирани во текот на годинава. Бидејќи AutoBest е сконцентриран на земјите од Централна и Југоисточна Европа, основно правило за да се земе во предвид некое возило е истото да не чини повеќе од 17.000 евра на пазарите кои го сочинуваат AutoBest регионот. По таа аналогија, од повеќето кандидати на финалните тестови се појавија Fiat Panda, Ford Focus, Hyundai Elantra, Toyota Yaris и Chevrolet Aveo. Дводневните напоредни тестови се одвиваа во две фази. Првата беше наменета на однесувањето на финалистите во отворен сообраќај каде се оценуваше секој кандидат посебно, преку внимателно одбраните рути кои беа мешавина од возење низ населени места, локални магистрали и автопат. Секое возило финалист беше застапено со по 2 примерока по избор на производителите. Членовите на жирито во текот на возењето се ротираа за да добијат впечаток за секое возило посебно. За да нема забуни, рутата се помина 2 пати, па секој имаше шанса да ги испроба финалистите во подеднаков амбиент и на предвидените услови во сообраќај. За да се одбере лауреатот на AutoBest, неопходно е возилата да се оценат според 13 критериуми кои носат различна квота на поени, а секој член на жирито има на располагање 240 поени. Од критериумите кои се оценуваат влегуваат сите битни фактори кои се пресудни за автомобилот, од дизајнот, употребливоста и технологијата која е аплицирана во него, па се до адекватноста на пазарот, дистрибутивната мрежа и сервисирањето. Судејќи според 5 финалисти, ова ќе биде највозбудлив избор на AutoBest автомобил. Не само што меѓу нив ценовната разлика е разбирлива, туку поради фактот што сите нудат завидно ниво на опременост и безбедност. Во првите 150 км извозени во отворен сообраќај, добиените впечатоци влегуваат како основа за оценувањето. Вториот ден возилата ги тестиравме во изолирани услови каде можеше возилата да се доведат до крајни граници на нивната стабилност. Навак е кратенка од Национална возачка академија. Градењето на оваа патека траеше 3 години и таа е во собственост на семејството Алвировиќ, кои се собственици на списанието и емисијата САТ. Во низиниот склоп се наоѓа асфалтиран дел од должина од 4 км според сите нормативи на ФИА, тест полигон за теренски возила и павилјон во кога се сместени разни симулатори, тренажери и сала за состаноци. Опременоста и модуларноста на патеката овозможува изведување на тестови за управливост, динамичност и стабилност на возилата, а секако имавме и можност да ги извозиме кандидатите како на трка. Првиот тест беше тестот за стабилност без употребување на сопирачките или популарно наречен тест на елените. Кај него се симулира ситуацијата на одбегнување на пречка во смерот на движење, преминување на спортивната и враќање во својата лента. Вообичаено е тестот на елените да се прави со брзина на движење на возилото од 65 км на час, но секој од 15 члена сакаше да ги доведе финалистите до крајни граници, па често се случуваше влезната брзина да биде повисока и од 90 км на час. Во вакви напрегања на подвозјето доаѓаа до израз динамичките својства на возилото, квалитетот на решенијата имплементирани во нив, управливоста и електронските помагала. На огромно изненадување на сите присутни, дури и најмалите автомобили се покажаа како многу добри.
Вториот тест на кого ги подвргнавме финалистите беше тестот на избегнување на пречка со употреба на сопирачките. Повторно брзините со кои влегувавме во зоната на тестот беа повисоки од вообичаените. Желбата на секој член на жирито беше да се добие што поцелосна представа за возилата со цел максимално реално да се оцени истото. Овој тест не само што ги провоцира подвозјето, амортизацијата и системите за безбедност, тој дава јасна слика за системите за сопирање, АБС-от и контролата на продизгувањето на тркалата. Повторно сите присутни беа повеќе од задоволни од резултатите. По направените два теста секој имаше јасна представа за можностите на финалистите. Следуваше третиот тест. Отстранувањето на пилоните значеше дека е отворена сесијата на возење на патека. Во растојание од 30 секунди стартуваа возачите. Целта не беше надпревар, туку да се почувствува однесувањето на возилата во комплексни свиоци, во услови кога е безбедно и да се претера со брзината, но и да се забележат можностите на меѓузабрзувањата. Според насмевките и реакциите на членовите на Ауто без жирито, јасно е дека не е направена ниту најмала грешка во изборот на финалистите. Овие 5 кандидати во целост го оправдуваат нивното учество во финалниот тест, но сега почнува потешкиот дел од работата. Додека го гледате овој прилог, секој член треба да ги испрати своите гласови за да се дознае носителот на титулата Ауто Бест за 2012 година. Со оглед дека ова признание значи дека носителот представува најдобар избор за купување на пазарот кој брои потенцијални 300 милиони купувачи. Резултатите со големо нетрпение ги очекуваат и производителите на Панда, Фокус, Елантра, Јарис и Авео. Колекционерите на олтајмери најчесто своите трофеи на 4 тркала ги чуваат во посебни услови. Стојан Стратиев својот Опел Кадет од 1977 година успеал да го одржи во извонредна состојба. Факт што изненадува е што сопственикот на олтајмерот, кој што ви го представуваме, успеал да го одржи во одлична кондиција, токму затоа што често го вози низ Скопје, а и низ улиците на Росоман. Колку еден олтајмер ќе успее да обстои во текот на времето, зависи најмногу од вниманието што ќе му го посвети неговиот сопственик. Ако го сакате и го негувате своето возило, тогаш и тоа ќе возврати на вашата љубов и внимание. Таков е случајот со овој Опел Кадет од 1977 година. Негов сопственик е Стојан Стратиев од Росоман. Иако возилото било купено од неговиот чичко, сепак Стојан е првиот и единствен газда на Кадетот. Не е случајно што возилото е толку добро сочувано и се наоѓа во речиси фабричка состојба. Па така, тоа го правам на тој начин што после секое одење некаде, значи било каде, иде заврне дожд, тоа се лесно се одржува, на некој начин се чисти, се пере, се брише, се пребришува. Значи нон-стоп мора да ти биде џамот отворен, да се исуши све, се остварат вратите отворени, се пребришува, се полира. Значи внатрешно, надворешно и така, нон-стоп, гаражирано на некој начин исто. Така да човек ако сака да обстане на нешто за да биде добро, ќе биде. Станува збор за автомобил од верзијата C на Опел Кадет. Возилото е произведено во фабрика во Германија и директно оттаму било донесено во Росоман. Најповеќе ја користам лично за своји потреби. Лично, значи, како патничко возило, не е товарена и на некој начин само лично за нас. Вели дека во последно време потешко се наоѓаат резервни делови, но сепак некако успева. Во однос на хигиената, има собствен рецепт за одржување на возилото. Кон колата се однесувам како што влегувам дома. Значи, се однесувам педантно, нешто што го сакам, значи да го чувам, да го имам, така и спрема него, како спрема некое дете. Да го одржуваш и нормално, значи се што ќе видиш на време,
се менува и се набавува и тоа се монтира за да не дојде до други последици. Ја така лично се однесувам према мојата кола. Емотивната поврзаност на Стојан со кадетот не му дозволува дури ниту да помисли да го продаде. Купил друг автомобил за да може да го заштити овој олдтаймер. Па има поминато околу 97.000. Така да имавме и други коли порано и ги возев сите помалку. И значи на некој начин треба сите да ги возиш, нели? Не че не една кола да оставиш па да не ја возиш таа. Нема многу поминато, али сум задоволен од неа. Покрај тоа што често со кадетот патува низ Македонија, никогаш не му се случило да го остави на пат. Никогаш не. Прво јас тоа не го дозволувам да ме остави. Значи редовно се грижам околу тоа. А ипак Опел е Опел, значи тоа не може да си го дозволи. Пак е битен човекот што ја вози, али битна и машината, шо машина и како. Неговата грижа за возилото лесно ја забележуваат и други љубители на олдтаймери. Безпрекорната состојба на неговиот кадет е како магнет за љубопитните погледи на минувачите. Денеска имав 3 случки пред да дојдат вашата екипа, а видоа колата и рекоа: дечко, шо правиш? Викам ништо, викам ќе дојдат, викам да ја снимат. Ама вика, не ли ја продаваш? Не, викам не. Моментално не ја продавам, викам. А вика, слушај да ти кажам нешто, вика, алал да ти е, вика. Значи тоа се дешавало и порано кога ќе дојдам во Скопје. Доста луѓе се интересираат и така. Значи тоа се некои генерации кога тие имале, да речеме, луѓе 30 години, а кога оваа кола излегла. Имавме чест да се запознаеме со еден искрен, скромен и неверојатно внимателен собственик на олдтаймер. Имавме задоволство и да се возиме во безпрекорно сочуван и чист Опел Кадет од 1977 година. Токму затоа Стојан и неговиот кадет ни послужија како пример како треба секој возач да се однесува кон сопственото возило. Иако дневните температури се уште се високи, навечер температурата паѓа под нулата. За 10 дена и календарски ќе ја дочекаме зимата, што значи дека пред нас е период на ладно време и намалени температури, не само навечер, туку и преку денот. Со цел подготвено да дочекате зимата, Toyota Автоцентар направи акција за сите собственици на Toyota возила. Имено за секој собственик на Toyota возило, зимскиот преглед на возилото е бесплатен. Овој зимски преглед обично се прави пред почетокот на зимата со цел вашиот миленик на 4 тркала да биде што поподготвен за престојниот ладен период. Оваа зимска проверка на возилото не трае долго, а ги опфаќа сите елементарни и витални точки на автомобилот кои страдаат во зима. Најважна функција на акумулаторот во автомобилот е да го задвижи лансерот при стартувањето на моторот. Затоа една од ставките на зимската контрола е проверката на напонот во самиот акумулатор. Во нормални услови напонот во акумулаторот треба да биде 12 волти, а неговиот животен век трае помеѓу 3 и 5 години. Затоа на зимскиот тест треба да се провери неговиот напон. Исто така, што се однесува до проверката, зимската проверка на автомобилот, се проверуваат и сите флуиди кои се неопходни за непречено функционирање на автомобилот. Пред се тоа е развладниот флуид кој треба да има своја издржливост минимум до минус 40 степени Целзиусови, но препорачливо е тој да биде и до минус 50 и 60 степени за да ја издржи и најлутата зима. Исто така што се однесува до флуидите, треба да обрнеме внимание и на перачите на
ветробранското стакло. Препорачливо е минималната вредност на тој флуид да не биде помала од минус 20 степени Целзиусови. Све што иде над минус 20 степени Целзиусови, значи минус 15 и минус 10, носи одреден степен на ризик на замрзнување на доводните канали и нивно пукање. Животниот век на бришачите е релативен, но поради нивното правилно функционирање и безпрекорно бришење на ветробранското стакло се препорачува на секои 2 до 3 сезони да се сменат истите. Исто така за безбедноста е многу битно и осветлувањето на автомобилот, односно светлосните групи. Во зимски услови на возење денот е многу покус, исто така метеоролошките услови се далеку по-лоши отколку во лето, па затоа секогаш треба исправноста на светлосните групи да биде на перфектно ниво. Така во секој случај ќе имате извонредно осветлен коловоз, а тоа е голем атрибут на самата безбедност. Кога сме кај безбедноста, не смееме да ги заборавиме ниту сопирачките. Велам дека секогаш во автомобил може многу работи да се неисправни, но ако сопирачките не чинат, тогаш автомобилот не треба воопшто ни да помислувате да го управувате. Во зимски услови на слагите на сол, потенцијално замрзнување, односно лед и вода имаат деструктивно дејство на плочките на сопирачкиот систем, па затоа нивната старост, односно век на траење се скратува. Затоа од круцијално значење да се проверат и сопирачкиот систем, односно плочките. Доколку и постои и најмала сомнеж околу нивната исправност и перформанса, тие треба веднаш да се сменат. Се надевам дека во овој краток период ја пробудивме вашата совест. Toyota тоа го прави во име на своите купувачи, но добро е да знаете дека и во било кој сервис, иако не сте собственик на Toyota автомобил, да ги направите овие елементарни проверки за зимскиот период. Со тоа, безбедноста во сообраќајот секако ќе биде поголема, а вашата самодоверба како возач ќе биде на повисоко ниво. Можеби не верувам во бајки, ама дефинитивно верувам во љубов на прв поглед. Добро, отворете ги очите. Сигурна сум дека и вие ќе се заљубите. Сигурно дека не би го однела во мојата спална соба. Арно, ама не мислам дека постои жена која не би го посакала во својата гаража. Изгледа британците се водат од мотото на модниот дизајнер Армани. Едноставноста е секогаш во мода. Па така, едноставните прави линии не го прават ивак нималку обичен. Напротив, му даваат извонредно луксузен и отмен изглед. Внатрешноста на ивок е модерна, врно изработена и опремена. Квалитетните материјали и луксузот прават да се чувствувам како некоја звезда. Најмногу внимание ми привлекуваат масивната арматура, 8-инчниот екран осетлив на допир, како и несекојдневниот округол менувач на брзини, што мислам дека е доста подобно за нас жените, а и секако е многу поелегантно отколку рачката на менувачот. Што се однесува до технологијата, ивак ви нуди Bluetooth, iPod и USB конекција. Одличен медијан систем изработен од Meridian со дури 17 звучници. А во најлудите верзии и DVD систем за забавување на патниците. Па ете ви спас од досадните сопатници. Возните својства во сите услови на ивак му го наметнаа прекарот Baby Range Rover. Кога патувам, не сум воопшто практична кога станува збор за пакување, па затоа секогаш ме одбиваат малите простори за багажник. Среќа, овде имаме одлично дизајниран заден дел
и уште подобро дизајниран багажник. Јас веќе ви признав дека се заљубив, а за заљубените велат дека се слепи. Можеби затоа не успеав да му најдам ниту еден недостаток на Ивак, па веднаш побарав да го платам. Даниела, што е ова? Ова беше машми. Изгледа дека фактурата од 47.000 евра воопшто не има покејф. Но добро, и покрај неговата љубомора останувам заљубена во Ивак. Сепак, забренетата љубов е најсладка. За Велика Британија традицијата е света работа, а светите работи имаат посебно место во Обединетото кралство. Денеска се наоѓаме во Шкотска, каде на тест ќе ги имаме најновите остварувања од гамата на Land Rover и Range Rover. Оние остварувања кои се наменети за моделската година 2012. Како што налага традицијата на оваа племенита марка е да се следи она што е започнато. Па во тој дух направени се мали измени на изгледот на сите модели на Land Rover и Range Rover. На овој терен ќе имаме прилика да ги возиме и новите мотори, турбодизел мотори од 3 литра, кои се засилени за 11 конски сили во однос на претходните, и се разбира во Range Rover ќе го имаме и од 4,4 литрениот турбодизел агрегат. Да не должиме многу, ве поканувам да видите што регистрира нашата камера низ шкотските планини. Најстариот член на семејството Land Rover, веќе легендарниот Defender, влече корени од 1948 година. Со текот на времето тој доживеа благи еволуции благодарение на кои стана легенда помеѓу теренските возила. Иако наполни 65 години, времето за неговото пензионирање се уште не е дојдено. Тоа ќе се случи најрано во 2013-та, кога би требало да го замени потполно нова каросерија, која беше прикажана есенва во Франкфурт. До тогаш има уште доста време, па марката направи одредени измени кои ќе одговараат на предизвиците на пазарот. За таа пригода заменете досегашниот 2,4 литрен турбодизел со новиот од 2,2 литри, кој испорачува иста сила, вртежен момент и економичност како претходникот, но ја задоволува нормата Евро 5. На постоечките две нивоа на опременост S и SE додадени се уште 5 опционални пакети, само вентилирачки дискови и бројни подобрувања во интериерот. Просечната годишна продажба на Defender изнесува 25.000 парчиња, а најголеми муштерии покрај армиите се невладините организации и заљубениците во вистинското теренско возење. Се уште се нуди во 14 каросериски изведби, а за неговите способности зборуваат делата. На приложените фотографии може да се видат само дел од неговите застрашувачки можности. Пред би рекол дека поради менталната бариера на возачот не се исполнуваат неговите теренски капацитети. На извонредно тежок терен и водени пречки бранителот е комотен, а кога конечно ќе застане, тогаш напомош пристига винклата со чија помош не постојат пречки. Капата долу е единствениот коментар, а по ова возење се заборава спартанската внатрешност и едноставниот дизајн. Втор под лупа дојде Discovery, модел чиј изглед одскокнува далеку над Defenderот, но можностите не се далеку испод легендата. Теренот по кој возевме е познат како шкотска граница и ги раздвојува териториите на Англија и Шкотска. Прекрасните пейзажи на шкотските планини изгледаат идилично. Зеленилото прошарено со безбројните камени ѕидови кои се меѓи на имотите даваат уникатен крајолик, а овци и крави се насекаде. Сточарството е еден од најголемите стопански гранки на Шкотска, која инкасира милиарди фунти годишно. Сепак, тука сме да ги испробаме можностите на новите турбодизел мотори. Во основа тоа се истите V6 агрегати кои се засилени. Под ознаката TD-V6 се нуди мотор од 211 коњи и 6-степен автоматски менувач. Направени се минимални измени на надворешниот изглед, а во внатрешноста опциите се зголемени.
Највпечатлива новост е менувачот кој наместо класичната палка сега доби овален селектор кој автоматски се излекува со стартувањето на моторот. Четвртата генерација на Discovery е еден од најдобрите многонаменски возила на светот. Тоа се покажа и на глинестата почва која во комбинација со големата влага се лепи на пневматиците и се губи допирот со тлото. Тогаш на сцена стапува електрониката која ги поправа сите недостатоци и ги анулира тензиите на каросеријата. Во ниту еден момент не отсуствува тракцијата и лесно се совладуваат несаканите ситуации. На новитетите тука не е крај. Со ознаката SDV6 се промовира 3-литрениот мотор со зголемена сила. Наместо досегашните 245, во конјукција со новиот 8-степен автоматски менувач, моторот испорачува 256 конски сили. Оваа верзија се препознава со алуминиумската решетка на ладилникот, шкргите на крилата, а во внатрешноста има прекинувачи за менување на преносите зад управувачот. Вртежниот момент од 600 Ньютон метри кој се испорачува е доволен да се чувствувате доминантно во секоја ситуација. Ако однесувањето на терен е безпрекорно, на асфалт тоа е многу добро. Засилената амортизација многу подобро и одолува на силите на инерцијата, па 2,8 тони тешкиот Discovery се однесува како джентлмен со извонредни манири. Благодарение на PDE филтерот, засилениот мотор ја задоволува нормата Euro 5, бележи само 230 грама CO2 на километар и се вбројува меѓу најчистите мотори во оваа класа. За пазарите кои дозволуваат продажба на возила со Euro 4 стандард ќе се нуди изведбата со 245 конски сили заедно со 8-степениот автоматски менувач. Изведбата Range Rover Sport е технолошки близнак на Land Rover Discovery. Како што налага името, каросеријата во голема мерка наликува на огромниот Range Rover, а пониската контура и дава спортски облик на каросеријата. Техничките новитети кај моделот Sport се идентични со оние кај Discovery. Тоа се однесува и на возните карактеристики, па само луксузот во дизајнот го одвојува од донаторот. Range Rover секогаш беше и остана луксузно спортско корисно возило и единствен чии теренски перформанси се подеднакви со неговите раскош и цена. Без оглед дали се работи за двата рафинати на опременоста Vogue или трите екстензии на автобиографија, тука станува збор за луксуз во најдобрата форма која може да ја понуди спортско корисно возило. Извонредниот Harman Kardon Logic 7 музички систем, силен 1200 вати, 4-зонскиот клима уред и рафинираната внатрешна завршна обработка со префинета кожа го сочинуваат мозаикот на раскош и удобство. Што се однесува на моторизацијата, моќниот 4,4 литрен V8 турбодизел мотор, развиен исклучиво за Range Rover, испорачува 313 конски сили и 700 Ньютон метри вртежен момент во полето, помеѓу 1500 и 3000 вртежи во минута. Во комбинација со новиот 8-степен менувач, оваа каросерија доживува извонредни трансформации и тоа по потреба на ситуацијата. Range Rover е одличен пливач кој може да помине до 70 см длабока вода. Потоа може да се дружи со дивите кози, истакнувајќи ги своите алпинистички квалитети, а на асфалт се претвора во извонредно удобна лимузина која се издига високо на секојдневните потреби. Со еден збор, 3 возила во едно. Ова беше едно извонредно интересно искуство за мене. По шкотските планини поминавме повеќе од 280 км и тоа на тврдокорен офроуд. Оно што се покажа како извонредно позитивно и кај најскапите модели на Range Rover, тоа е нивната теренска надмоќност. Секој производ што го носи беџот на Range Rover може да се каже дека покрај сиот луксус и удобно што го има е теренско чудовиште. Се разбира, доколку би го имал јас овој убавец, во ниеден случај не би го возел на овака тежок терен, но добро е да се знае дека имате не само скапо возило, не само престижно возило на кое сите би ви завидувале, туку и дека имате извонредна автономија во било кои услови на возење. Тоа се подпомага со извонредниот автоматски менувач и со електронските програми кои ја дефинираат работата на подвозјето, моторот и менувачот во разни услови, а имате фабрички 5 програми со кои можете да бидете апсолутен господар на теренот.
Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Мене ми е многу жал што не сме во состојба, односно не бевме во состојба да ви ги покажеме ноќните возења со Дефендерот кои беа извонредно предизвикувачки, но тоа можеби ќе се случи во некоја следна емисија. Ви закажувам следна средба со Автомагазин за 14 дена. До тогаш, до гледање.